благодарејќи на вашето присуство, да соопштам на јавноста денеска. Доставив предлог одлука за распишување на референдум на локално ниво. И сакам јасно да кажам дека прашањето кое што го предлагам, тоа ќе ви биде дадено и во материјалот, гласи вака. Дали сте за тоа да се задржи сегашниот изглед на фасадата на градскиот трговски центар во Скопје? Како што е познато, според нашиот закон, граѓаните на референдум се изјаснуваат со за или против. И она што е битно во овој сегмент, сакам да потенцирам дека предлогот до Советот е тој референдум на локално ниво да се одржи на 26 април 2015 година во периодот од 7 часот до 19 часот. Длабоко сум убеден, и тоа неколку пати го кажав, дека референдумот представува најчист, најдиректен, најавтентичен облик на граѓанско одлучување. Референдумот представува една одлична можност за коректив на сите одлуки што ги носи власта. Тука подразбирам под власт и власт на централно ниво и власт на локално ниво. И ако тие одлуки се контраверзни, ако тие се штетни за интересите на граѓаните, тогаш референдумот представува тој облик на коректив на таквите одлуки. Она што е многу битно и што сакам да го потенцираме, дека референдумот истовремено представува еден многу добар облик на здружување, на обединување на граѓаните без разлика на партиската припадност, без разлика на верската и етничката припадност. И за крај, пред да земе збор представникот на фондацијата на граѓанската иницијатива за ГТЦ, сакам да кажам дека референдумот представува нешто што е многу потребно денеска на Република Македонија, а тоа е дека референдумот представува многу битен облик за враќање на довербата во системот и во институциите на системот, а тоа ни е денеска, како што сите знаеме, повеќе од потребно. За крај, мораме, како граѓани се зборам, да се научиме на тоа дека референдумот е облик преку кој што мораме да учествуваме. За жал, ниту во Скопје, ниту во центар досега немало референдум, а да кажеме во една Германија годишно се одржуваат, ова можеби ќе извучи на многумина чудно, над 200 референдуми годишно. Ако одиме поблиску до нас, во Хрватска на локално ниво годишно се одржуваат по 10 референдуми.